Откако пред една деценија на Кочани неправедно му беше одземен секторот за внатрешни работи и беше заменет со ненискиот ранг полициска станица, функционирањето на оваа исклучително значајна државна институција или служба забележа сериозна стагнација во ефикасноста. Практично, полицијата е сведена на ниво на двојно и тројно помалите општини, Пробишти, Виница или Свети Николе, со 20 до 30% помалку вработени отколку во 2008 година, а при тоа со значително зголемен број на население и на противзаконски действија на се поголем број технички опремени извршители, особено во сферата на организираниот криминал. Во делот кој што спомнавте за техничкиот и за кадровскиот намален потенцијал во полициската станица, значи сакам да ве охрабрам дека градоначалникот презема многу силни активности во врска со лобирање за подигање на рангот на полициската станица и вие претпоставувам дека сте информирани за таа работа. Значи се очекува со новиот предлог закон за МВР полициската станица Кочани да прерасне во сектор за внатрешни работи Кочани. Согледувајќи ги ваквите состојби, градоначалникот Николчо Илиев уште на стартот на својот мандат ја форсира иницијативата Кочани да го врати секторот за внатрешни работи, а со тоа да се подигне нивото и квалитетот на работата. Подршка во тие настојувања има од полициските раководители како и од Советот на општината, кој на последната седница го изгласа предлогот Кочани да добие сектор за внатрешни работи. Од тука апсолутно ја поддржувам иницијативата која што ја даде и колегата Лазо Митев и апсолутно сметам дека треба да биде како предлог заклучок едногласно поддржан од страна на сите советници, да му помогнеме на градоначалникот во делот на лобирањето и во делот на излобирањето на подигање на рангот на полициската станица. Со тоа и ние како град Кочани, како општина Кочани, ќе добиеме пред се во делот на безбедноста и на сигурноста на нашите граѓани, во делот на намалување на било кои кривични прекршочни пријави. Значи бенефитот ќе го имат сите граѓани на пред се на општина Кочани. Повраќањето на секторот за внатрешни работи, Кочани и регионот ќе остварат исклучително значајни придобивки во повеќе сегменти. Првенствено, значително ќе се зголеми бројот на вработени, и тоа со професионален и стручен кадар, ќе профункционираат патролните служби и позорникарите, ќе се подобри ефикасноста во справувањето со сите облици на криминал, ќе се подобри безбедноста и сигурноста на граѓаните. Патем одредени надлежности кои по автоматизам се пренесоа во секторот во Штип ќе се вратат во Кочани. Меѓу другото во делот на финансирањето, техничката опременост и организационата поставеност. Дека заложбите на локалната власт се издржани зборува поддршката што имаат од министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Па токму затоа очекувањата од измените во законот и организационата поставеност се големи.